Можам да, како еден краток трейлер како изгледа. Као прво, топрам, второ, топрам, такви работи. Здраво, добре дојдовте на Бизи 26. Јас сум Мердал, скипер на оваа дрилица. Проектов е амерички, дизајниран е во Америка и е изработена во струга. 8 метри е долга, 2,46 широка, 12 метарски јарвол имаме, фракционален риг, 100 джип и главно едро. Имаме подвижна кобилица од 450 кг. Ова е basic. Дрилицава е Racer Cruiser, изработена е од дрво махагон, широка ниска, имаме отворена палуба и отворен кокпит, каде што добиваме многу повеќе брзина, но губиме на комоција при јадрење. Ова црвено јаже се вика главна шкота, помага за затегнување и отпуштање на главното едро. Ако споредуваме со кола, тоа би било како гаста на дрилицава. Ова е компас, познато за сите. Лева и десна страна имаме Levmar 2 винча кои ми помагаат да ги затегнувам сите команди кои ми се пред винчовите на стопери. 1:16. Овие се викаат стопери и помагаат за стопирање на јажињата, така да ги отвара се да повлечеш, ги затвара за да ги стопираш. Околу командите, овие две се главни подигачи, одат до горе. Ова е риф јаже кој намалувам површина на главно едро. Ова е задниот пораб, ова е вангот, овие се за тримување исто на едрата. Тука имам уште еден подигач за трето едро, главен подигач и джип подигач. Овие се уздите, така наречени шкоти, кои ти помага да пуштиш и олаваш едро предно. Сега ќе ви ја објаснам организацијата под палуба. Моментално се наоѓаме под палубата на Бизи 26. Висината е 1,3 и воопшто не е комотно за уживање внатре. Имам 6 сета на едра, 2 се цело време горе, другите се тука, Code Zero, Drifter, Jeep, Storm Jeep и Genaker. Ова ми е emergency exit или хеч од кој ги вадам едрата при ставање и монтирање. Ова ми е едно од омилените места за седење, спиење, готвење и све останато. Ова ми е помошната маса и навигациона маса. Тука ги работам навигацијските карти, што треба да си ја направам рутата, брзината, секој саат се пишува лог кај ти е позицијата,
временски услови, некакви си дефекти, слични работи. Обично тренинзите моментално се тераат 24 сата нон-стоп соло и пулс нагоре, зависи за какво место се спрема. Така да храна, спиење, одмарање и сите тие работи се дешаваат под палуба, горе ми е само за едрење. Интервалите за спиење и одмор се на секој сат по 20 минути или ако временските услови дозволуваат на секој 4 сати, 4 возам, 4 едрам. Така да во зависност од на кој узди се движам, така и си го наоѓам местото за спиење и одмарање. Претежно спијам на навалената страна, ако возам на десни узди, тогаш спијам на лева страна. Спијам на понавалената страна. Тоа изгледа малку чудно, но е многу комотно. Ова е едната позиција за спиење, која ми е омилена, кога е помирно, кога возам на крмен ветар. А кога е скроз као на div coin, преферирам да спијам надолу, скроз на долнава палуба, пошто овие две страни ми помагаат да не се удирам многу лево и десно, пошто цело време шанта едрилицава и не е воопшто забавно. Најлуксузниот дел, сакаш да ти го покажам? Во бродов најлуксузниот дел ми е WC-то. Имам одлично мало WC, кој си поминам добро време, братре.